Сега продолжуваме понатаму, веќе во студиото со мене е колегата Дејан Андоновиќ и рубриката Меѓународна актуелна тема. Добро утро, Дејан. Што е она што е најактуелно од меѓународната актуелна тема, што се случуваше во текот на викендот? Нема да почнеме со протести. Нема овој пат со протести, но во светот доминират три теми. Едното е нели овој новиот делта сој кој се појавува и кој по се изгледа може да предизвика четврт бран, бидејќи гледам дека државите, оние поголемите држави како што е Русија, како што е Европа, па и Светска здравствена организација веќе предупредува дека се шири многу брзо. И тоа доминира како тема. Втората тема е секако во светот, па и кај нас, ја само у кратки црти сакам да кажам времето. Климата, бевме сведоци изминатиот период што се случуваше со невообичаени временски услови, поставено нели и за нашите туристи кои одат во Грција, се случи некаков мал ураган вчера кај Неа Мудања, каде што буквално без најава помина еден силен ветер, кои велат грците дека ураган, имало 4 повредени, што не е за подценување ако се земе во предвид дека сте отишле на плажа и сте седели и одеднашка поминал ветер и повредил 4 луѓе. Што се случува со климатските промени? Не знам што се случува со ковид, новите соеви. Исто така не можеме да знаеме се уште. Тоа е од оној природен феномен на настани, она што според мене во фокусот на светската јавност покрај оние политички надмудрувања, оние најави на оставки во европската нели ЕПП на челните луѓе, покрај другите политички работи, секако се талибанците и Авганистан. Имено 20 години откако американската армија направи воена интервенција во Авганистан по оние 11 септемвриски напади во САД, кога беа обвинети талибанците дека му даваат подршка на Осама Бин Ладен. Пред 20 години американците направија голема операција, голема инвазија, го зазедоа Авганистан, потоа НАТО влезе, учествува и нашите трупи таму. Што се случува сега таму? Сега се случува враќање на талибанците, буквално заземаат дел по дел, а американците и НАТО силите се повлекуваат од Авганистан. Нешто што ми се чини дека све било за џабе после 20 години. Зошто се повлекуваат американците и НАТО не е познато. Не е познато зашто афганистанската армија 20 години беше обучувана од страна на странските сили, пред се од Соединетите американски држави го фрла оружјето и бега во соседните држави. Талибанците напредуваат и многу брзо ќе го зазедат Кабул, а ако го заземат Кабул, повторно ќе воспостават она, би рекол, шеријатска власт, каде што нели тие живеат по нормите од 1345-та. Само сакам да докажам што е опасно. Опасно е дека ова ако продолжи вака, ќе се направи нов мигрантски бегалски бран кој ќе ја погоди Европа. Ние сме тука на вратата, така да со овие сите состојби и коронавирусот и геостратешките поместувања, нов бегалски бран сигурно ќе биде проблем за Европа. На почетокот ви споменавме оно и што се случува во Европската унија и промените таму. Туск најави дека се повлекува од председател на Европската народна партија, а од друга страна Марин Ле Пен е реизбрана на чело за председател на екстремно десничката партија. Што ќе значи ова за европскиот размер на силите, рамнотежата на силите? Подолго време десницата, помеѓу левицата и десницата. Подолго време десницата е загрозена од екстремната десница. Незадоволните десничари во партиите, зборам како гласачи, симпатизери, но и како политичари, незадоволни од тоа како умерената десница се бори со левицата. Свесни сме дека левицата изминатиот период има доминација во Европа. Полека бегаат на кај екстремната десница. Еден од примерите е секако Ле Пен, но ќе ја видиме нејзината сила на следните председателски избори. Ќе потсетам на регионалните избори, таа го ја намали малку реториката, за да се доближи до граѓаните, а практично изгуби гласачи и тие гласачи неизини отидоа кај оној поекстремниот десничар кој освои најмногу региони во Франција. Имаме еден таков тренд, имаме тренди во Хрватска, бевме сведоци кога ХДС десничарската речиси ќе загубеше од екстремната или
поекстремната десница на Шкоро, кој нели беше во таа партија, им ги зема гласовите. Ми се чини дека десничарите одат малце поекстремно, бидејќи сваќаат дека разбираат дека во соумерената политика не може да и парираат на левицата. Веројатно тоа нема да биде толку страшно како што сега звучи, но веројатно десницата ќе мора да се откаже од своите планови да биде поумерена за да им се допадне на граѓаните. Тие што се десничари ќе сакаат да се оди така до крај, а тие што се левичари ќе се гласат за својата. Нели поголем дел од вредностите на екстремната десница се косат со актуелните европски вредности? Може би таков е примерот со Орбан или со Јанша. Да. Па вака, европските вредности, таа либерална европска вредност почна на многумина да им пречи во Европа, бидејќи се појавија некои диаметрално спротивни состојби и движења кои почна да им сметат на оние други луѓе. Едно од тие се нели правата на ЛГБТ, на пример, или гледањето на полиберално, похумано за бегалците, каде што почнавме да зборуваме, каде што почна европјаните да не се подготвени баш да го делат својот комодитет со некоја си таму држава од некој друг континент. Значи, полека се загуби, така расне, би рекол, екстремната десница и во историјата така раснела. Па јас секогаш го кажувам примерот, ако германците работеле за 5000 евра, ќе дојдат луѓе од Афганистан кои се подготвени за 2000 да работат, па така им се намалува работната нели вредност и тука населението кое од таа држава се чувствува позагрозено поради таа ефтина работна сила. Токму со ваквите, можам да кажам, различни ставови почна и председателствувањето на Јанша со Унијата, поточно на Словенија со Унијата, и ги нарече вредностите на Европската Унија имагинарни. Имагинарни, па повторно ќе кажам, Јанша е нели десничар, тој и Орбан, унгарскиот нели премиер, некако и Полска ми се чини, некако и пркосат на Европа и на европски Брисел, но ќе биде интересно да видиме доколку они останат на тие позиции, а до година дојде и во Франција една, би рекол, екстремна десница или десница, не мораме да ја даваме примат дека е екстремна, со екстремни ставови кон политиката пред се, ќе видиме дали ќе се смени анатомијата на европската политика или можеби ќе биде повторно доминација на левите либерални сили. Ако овие крајно десничарски политики во моментов најголема закана представуваат веројатно за ЛГБТ популацијата, во Украина, например, има друга вид расправа последниве неколку дена до што можев да го забележам во медиумите, а сексизмот е главна причина за тоа, откако Министерството за одбрана одлучи на војната парада жените да маршираат во штикли и тоа предизвика лавина од реакции, можам да забележам токму на таа база. Gender equality. Да, а проблемот ми се чини, ова е моје лично мислење, се разбира, Украина се наоѓа во една состојба на рабна војна, и тоа на војна која е Русија од другата страна, не е тоа некоја регионална војна, па ќе се бориме. Во тие услови украинската армија се обиде на таа парада да ги пушти женски дел од нели на вооружените сили во штикли, што предизвика малце гнев кај граѓаните, бидејќи тоа им беше синоним зарем овие ќе не бранат од руската наезда. Особено што ми се чини, ќе бидам слободен да кажам, а може би и грешам, но мислам дека ниту една до сега воена парада во свет, а мислам сум следел повеќе, не сум видел. Најголемото обвинување беше за тоа дека целта на штиклите е всушност да ги привлечат мажите, а не да покажат воена надмоќ. Па да, меѓутоа тоа беше главното обвинување за идејата. Повторно ќе кажам, можеби во некои други услови да, но во овие услови кога украинската армија се соочува со вооружен конфликт, каде што иако надвор од очите на јавноста Украина е во војна со проруските сепаратисти во Донбас, ова ми се чини е дополнителна провокација за оние за кои е тоа наменето. Вооружените сили треба да те заштитат од некоја туѓа агресија како што тие велат. И сега кога ги видиш тие таа мода, терање на мода во армијата, веројатно тоа ги изиритирало големиот број на критикувачи, но јас повторно ќе кажам, армиите
не треба да привлекуваат мажи, армиите треба да имаат, дали војските имаат за задача да го одржуваат уставниот поредок на државата и не им треба мода, туку ефикасност. И дан сосема за крај ќе завршиме со тема од соседството, а тоа е Бугарија. Партијата на Слави Трифунов го освои својот прв градоначалник. Да, го освои први градоначалник, што само укажува дека неговата партија можеби ќе успее да конечно да се наметне, да биде она што беше партијата на Борисов претходно, а ова е само доказ дека Слави Трифунов е можно да биде и идниот премиер, бидејќи очигледно има некаков рейтинг. Сега јас не можам да зборувам точно, не сум ни толку, не ги следам состојбите, но знам дека имаше мал одзив во Бугарија, што па е дополнителен проблем за било кои идни избори какви и да бидат. Да, но до сега праксата покажа дека ваквите ликови кои влегуваат во политика и кои добиваат нагло висок рейтинг, сепак на крај се работи за недостаток на искуство во политиката, па не стигнуваат до можеби премиерската функција. Се согласувам со тебе, и Зеленски во Украина, и Доналд Трамп конечно не успеа во политиката. Ако се сеќаваш и на оној феномен од Србија Бели, кој исто Бели, така беше ултра што популарен. Но ќе потсетам дека еден актер како Роналд Реган во минатото се покажа добар председател на САД. Ќе кажеш САД, па добро, што Трампа не се појави, не се покажа. Значи не мора да е правило, но обично медиските личности кои претходно се занимавале со друга професија знаат да искористат моќта на медиумите, но не знам колку се вешти во политиката тоа да го прикажат. Токму затоа веројатно и не стигнуваат до тие функции. Да, него да не му судиме напред да видиме како се тоа. Ден, ти благодарам и за оваа анализа. Благодарам и вас.